Денес ни е гостин големиот македонски мајстор на четката Новице Трајковски. Новице Трајковски, познат на кавадаречката ликовна јавност, по неговото учество на многу наши колонии, по неговото организирање на многу самостојни изложби овде во Кавадарци, но никогаш доста, еве и денес тој е тука со нас, во пресред на големиот христијански празник, Великден, ја донесе Божјата светлина во овој храм. Директорката на Дом на култура Јулијана Туриманџова ќе проговори за денешниот ден. Денеска отвараме самостојна изложба на познатиот македонски ликовен уметник Новица Трајковски од Скопје. Изложбата е насловена како автобиографија во слики. Новица Трајковски е постојан наш соработник, кој со голема чест и задоволство го презентира неговото најново ликовно творештво во овој наш храм на уметноста, галерија при Дом на култура Иван Мазов Климе, Кавадарци. Има реализирано над 60 на самостојни изложби, групни изложби, учествувано на многобројни ликовни колонии во земјава и во странство. Речиси, секој познат уметник, почнувајќи од Леонардо, Ван Гог, Ренуар, Пикасо, правел своји автопортрети. Автопортретот е сериозна уметничка дисциплина, што го покажува односот на ликовниот уметник кон себе си и кон тоа што го обкружува. Токму тоа сака да ни го прикаже и авторот во неговите автопортрети и со право може да се каже дека Новица е вистински портретист. Трајковски ја има дарбата да го прикаже карактерот и психолошката состојба на портретираниот лик. Тоа е забележано во неговите дела: мајка со расплакано дете во раце, љубовна сцена со саканата, добро утро на сите со кафенци и чаша вода, шеговито намигнување, блажена насмевка под капата на Дедо Мраз и така натаму. Покрај ведри и шеговити, авторот знае да испрати и сериозни пораки. Да се прикаже себе си како човек за решетки, што мечтае да полета како птица, човек што со крајот на очите гледа кон небото, човек што од градите пушта орел да полета кон височините. И додека ние ги гледаме и се воодушевуваме на неговите дела, можеби се прашуваме што би сакал да ни открие авторот. Затоа го повикувам Новица Трајковски, тој самиот да ни открие и каже нешто повеќе за своите дела автопортрети. Но предходно го повикувам нашиот гостин, новинарот Душко Кралевски, да проговори околу изложбата. Многу ми е драго што се наоѓам во вашиот град и сигурен сум дека сте добри домаќини и дека такви секоја сте били, такви ќе останете. Денес имате навистина ретка можност, ова е редок културен случај, да видите една автобиографија во слики. Ние што сме од областа на книжевноста, знаеме дека во Македонија своји автобиографии имале Григор Прличев, Марко Цепенков, речиси сите наши писатели своите дела што ги пишувале, дали се раскази, или се романи, или песни, многу имаат автобиографски моменти. Мене најдраги ми се автобиографските белешки на Блаже Коневски, на Коле Чашуле, на Славко Јаневски и на сите тие од таа генерација. И да речем исто е многу интересен Владо Урошевиќ. И така натаму, значи, многу е карактеристично за еден писател да пишува дела кои имаат автобиографски карактер. Меѓутоа, кај сликарите, тоа е помалку присутно, односно, нема таков обем на слики за да може да се каже дека е тоа автобиографија во слики. Тоа е, како да кажам, за такво нешто да направиш треба да имаш и определена дарба, меѓутоа и да си посветен и да имаш известно трпение. Се сеќаме сега, ги набројав овие од претходните што пишувале автобиографија, ама и од денешно време има познати автори, ќе ги спомнам. Коле Ангеловски има книга напишано автобиографска. За Игор Джамбазов да не зборуваме, тој има многу повеќе.
Весна Петрушевска Бејби. Сега овие, иако не се писатели по вокација, сепак напишале своји биографии, од кои ние гледаме за каква личност се работи, најмногу преку тие автобиографски записи. А кај Новиса Трајковски е карактеристично дека тој не може, тој е сликар по вокација и прави своја сликарска автобиографија, што е навистина реткост, не само кај нас во Македонија, мислам дека и во светот е ваква ретка појава. И јас, подготвувајќи се за текстот што одека стои во ова програмче, открив дека најмногу автопортрети има направено Рембрандт, преку 40. После него доаѓа Ван Гог, тој има над 30. А тука сега на трето место е нашиот Новица Трајковски во светот, ама он, Новица, се уште жив, фала му на Бога здрав, може да ги надмина овие пред него што се големи светски сликари. И се надевам дека ние тој квалитет што го има Новица во себе си, ќе го препознаеме дека не е само квалитет за нешто што се наоѓа во Македонија, туку дека еден таков уметник од Македонија ќе почне да се шири и понатаму и ќе биде препознатлив на Балканот, во Европа и во светот. Кавадарци со голема радост ги прифаќа моите проекти секогаш. Јулијана, Владо и сите што се тука. И поголемиот број мои изложби последниве 10 години и почнуваат од Кавадарци. А причината е затоа што го осеќам, го чувствам како свој, или јас се чувствам како дома. А последниве години е посебно што и мојата љубов е од тука, од Кавадарци. Една исправка до Душко Кралевски. Значи, разликата од сликарите и писателите е во тоа што они кога пишуваат автобиографија, пишуваат општо. Кај на сликарите, секој портрет е уствари посебна приказна. Значи, ако имаме 20 портрети, имаме 20 раскази од мојата биографија. И е за наша среќа многу пообемно и многу подобро. Бидејќи, кога го читате текстот, вие си правите самите слика за авторот. Но овде имате директна комуникација со авторот, преку неговите очи. Очите се највеличенствениот портал, најубавиот премин. И со нив можете да разговарате дури и кога тој не е присутен. Дури не морате ништо да прашувате, едноставно само да ги следите. Токму тоа е и ова сликарство. Значи, сите мои случки, настани, радости, таги, меланхолии и премрежија во животот што сум ги поминал, разговори со колеги и пријатели, размисли за животот, околу животот, воопшто за сите прашања што се прашуваме, мислам дека е најдобро како автор или како сликар преку својот автопортрет да се искаже, бидејќи е комуникацијата најдиректна. Иначе повеќе автопортрети се, над 30 на автопортрети се, но овде се 22. Имам автопортрети секако од детството, од 8 одделение, како средношколец, како студент. Добар дел од автопортретите се во собственост на музеите, галериите, во приватни колекции има доста автопортрети. Така што може би над 30 се, не се броени, но оние со кои што јас располагам што се кај мене е ова тук. Иначе многу добро ме изанализирал овој Душко Кралевски, така што еве и јас посакав исто така него да го изанализирам преку една негова фотографија што му стои на профилот на Facebook. Но секогаш сите портрети јас кога ги портретирам, не ги портретирам изворно како што се, си ги сликам онака јас како што ги доживувам. И од таму дел од моите портрети дури и се карикирани, личат и на карикатури. Се разбира, тие анатомски личат на мене, но се малку и деформирани, се во функција на сликата и на искажување на идејата и мислата.
така и портретот на Душко Кралевски. Откако го знам него што се вика 100 години, тој е секојаш насмеан. Или секојаш има насмевка од $1.000.000, што би се рекло. И затоа решив овој портрет неговиот да го насликам како насмевка. Насмевка од $1.000.000. И имаше многу добар коментар на Фейсбук на објавата. Вика, замислете Пикасо да ми правеше портрет, како ќе бев. На што ќе личи? Значи, навистина, Владо Темков ме следи цело време, разговараме за сите мои проекти и за моја среќа тој со голема радост ги прифати и ми сугерира за многу работи. И ефектот и резултатот на нашите размисли и соработки е и денешната изложба. А нашата Јулијана е тука да го избутка, да биде ветерот во... Нели? Се разбира и целиот тим. Посебно ми изненади братот на Владо Темков, Диме Темков. Иначе вистинскиот автор на изложба е Диме Темков. Да. Поставката на изложбата е негова. И ја поставил совршено, значи, исто како со мој раце да е поставена. Значи, тоа е уште еден доказ дека очите и навистина се најубавиот портал. И најубавата соработка е преку нив. Да. Уште еднаш големо благодарам на Кавадарци, на Галеријава, и посебно поддршка за оваа изложба беше од Маријана Панова. Исто и таа е тука изложена и преку тој портрет може да се видат многу работи за нас. Со големо задоволство ја препорачувам да ја видите, да ја разгледате. Може би ќе откриете некои работи, некои одговори што вие сте ги барале, ќе ги добиете. Никогаш не се знае одговорот преку кого и преку што ќе се добие. Например, последниот автопортрет е оној со Јас со студентски денови. Тоа е оној познат допир Микеланджеловиот, нели, Адам со Господа која му ја дава душата, животот која му го дава, но паралелата кај мене е обратно од тоа. Јас од кога почнав професионално да се бавам со сликање после моето студирање, си ветив и затоа и таа слика се вика заветна, целото моје сликарство да биде посветено на љубовта. Поточно божествената љубов. Затоа е огинчето ставено тамо како огинче светилка или светлина во тунелот. Со желба да тоа огинче секојаш и во секое време трае. Не само кај мене и кај оние што го гледаат и што го посекуваат тоа. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.